Порталот Призма пред 3 дена објави дека поранешниот скопски градоначалник Гоце Трајановски се подновил со куќа од близу 400 метри квадратни во населбата Керамидница, во собственост на фирма што ја купил минатата година. Таа куќа 9 месеци по крајот на мандатот на градоначалникот Трајановски преминува во негови раце, со тоа што тој ја презел фирмата, а куќата ја добил како имот на фирмата. Екс-градоначалникот тврдеше дека не ја познавал од претходно собственичката на фирмата и дека парите за да ја купат компанијата ги собрале со продажба на имот. Таа уште се гради, но планираме да биде семена куќа. Станот ни е во процедура за продажба и бабата продаде земјиште за да можеме да ја купиме куќата. Но според документите до кои дојде 360 степени, Трајановски успеал да купи фирма која поседува 3 парцели со вкупни 1895 метри квадратни и отпочната куќа за неверојатни 1000 евра. Како? Оваа куќа на кејот на Вардар спроти хотелот Русија и салата Јане Сандански е објектот што го привлече вниманието на јавноста по текстот на порталот Призма. Пред куќата се забележуваат багери кои скопуваат земја и го рамнат теренот, најверојатно за асфалтирање на нова улица. Станува збор за идниот дом на поранешниот градоначалник на Скопје, Гоце Трајановски, за кој не би имало причина за интерес на новинарите, доколку не излезеше на површина историјата на куќата. Според најстарите сателитски снимки на Google од 2002 година, трите соседни парцели во Керамидница се ниви. Во 2006 е донесен детален урбанистички план, при што не е сменета намената на парцелите, тие остануваат земјоделско земјиште. Во 2012 со Трајановски како градоначалник, градот Скопје носи нов генерален урбанистички план, со што земјиштето е префрлено во градска четврт, во која може да има и домување. Во 2014 се отвора фирмата Природна органска храна. На почетокот на 2016 година, фирмата купува 2 од 3 соседни парцели кои по опис се уште се земјоделско земјиште. Само неколку месеци подоцна, во летото 2016 општината Газибаба го менува деталниот план и нивите стануваат градежно земјиште. Во март 2017 фирмата Природна органска храна добива дозвола за градба и кон крајот на годината почнува да гради објект од речиси 400 метри квадратни. На почетокот на 2018 фирмата зема заем од 32.500 евра од извесен Јордан Димитровски, при што како залог е оставен имотот на куќата. На 25 јуни 2018 Гоце Трајановски и неговата сопруга ја купуваат фирмата Природна органска храна. Продолжуваат со изградба на куќата, а на име на фирмата во ноември е впишана и третата соседна парцела. Според документите до кои дојдовме, купопродажната цена на фирмата Природна органска храна, која во тој момент поседувала 2 парцели и куќа во изградба, е само 1000 евра. По 500 платиле Гоце Трајановски и неговата сопруга. Се чини одлична сделка и покрај залогот. Ако го гледаме како фирма која што заработила едва и 7.000 евра за 5 години и која што имала трошоци од 30.000 евра, значи 25-6.000 евра загуба, и ако го гледаме како фирма која што не работи рентабилно, може би ќе си речеме дека тоа е не е невообичаена цена да се купи таква фирма за 1000 евра. Меѓутоа, ако видиме што се има на име на таа фирма, тогаш секако дека е невообичаено толкав имот да се стекне за таа сума. Она што е клучно е како таа фирма со тоа практично неработење успеала да дојде до целиот тој имот. За разлика од пред неколку дена, кога за Призма не можеше да се сети, Гоце Трајановски за 360 степени потврди дека фирмата со куќа на неговиот имот ја купиле за 1000 евра. И тој признава дека сумата е нелогично ниска, но телефонски ни рече дека компанијата, која речиси за без пари ја купиле со сопругата, имала и други долгови. Колку точно, Трајановски не можеше да се сети, но спомена дека само за комунали долгот бил околу 25.000 евра. Сите наследени долгови на фирмата, вели тој, ги покрива со продажба на имотот кој досега го имал стекнато, 2 ниви и стан, кои му биле транспарентно пријавени. Според последниот годишен извештај доставен до Централниот регистар,
неприродна органска храна на крајот на 2018 година имала обврски од близу 310.000 евра. Таа сума ја надминува вредноста на имотот наведен во анкетниот лист, што Трајановски го доставил при заминување од функцијата. Антикорупцијската комисија денеска најави дека ќе го разгледа случајот што го отворија новинарите на Призма, но по изборите.